Господин Ацевски, ви благодарам што го прифативте интервјуто за Медиумската информативна агенција. Конечно, државната ревизија по една година и 11 месеци доби главен државен ревизор. Минатата недела добивте решение. Кои се вашите планови, визии за развојот на државната ревизија следниве 9 години, на што ќе го ставите фокусот? Благодарам и вам. Еве вие како Национална информативна агенција имате честа да бидете први гости во просторите на Државниот завод за ревизија и да ги пренесете информациите и видувањето, она што значи мои видување за развојот на Државниот завод за ревизија. Тоа во суштина ќе представува утврдување на стратешките определби на самата институција, меѓутоа моите визии се во суштина заштита и поголема транспарентност на начинот на користење на јавните средства, односно начинот на користење на средствата од даночните обврзници, давање совет за подобрување и поголема ефикасност на начинот на користење на јавните средства, обезбедување на соодветен и подобар статус на вработените во институцијата и секако подобрување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста во користењето на јавните средства, но и она што значи информирање за работењето на Државниот завод за ревизија. Клучно прашање секој се поставува начинот на користење на јавните средства. Се надевам дека сите субјекти кои што ќе бидат предмет на ревизија во суштина ќе бидат заинтересирани за спроведување на препораките, доколку такви препораки бидат дадени во ревизорските извештаи кај субјектите предмет на ревизија од една страна, но во друга страна она што е приоритет на самата институција во суштина е зголемување на капацитетите на институцијата како би можела да одговори на барањето од страна на меѓународната заедница. Неодамна го споминавте тоа минатата недела дека немате доволно кадар. Според систематизацијата се предвидени 145 вработени, а рековте дека сега имате 80 ревизори и дека очекувате до 12 февруари, кога би требало да бидат распишани изборите, да се вработат 20 до 30 ревизори. Колку овие очекувања се реални? Дали разговаравте со финанси, дали ви е дадено одобрување или се уште сега тој процес ќе го почнете овие денови? Сосема сте во право. Согласно актот за организација и правилникот за систематизација на работни места во Државниот завод за ревизија, планирани се 145 работни места. Во овој момент на располагање имаме 80 ревизори, меѓутоа од страна на Државниот завод за ревизија државата очекува многу повеќе. Согласно програмата за реформа на јавните финанси 2018-2021 година поставени се одредени таргети, кои таргети во суштина ги бара и меѓународната заедница за процентна офатеност на јавните средства кои треба да бидат предмет на ревизија од една страна, но од друга страна во самата постапка од надлежното Министерството за правда се подготвуваат одредени измени на изборниот законит во кои што во суштина се додадуваат дополнителни надлежности на самиот Државен завод за ревизија, тоа не е неминовно. До каде се тие измени, може да појасните? Според моите сознанија од она што сум информиран од страна на колегите во Државниот завод за ревизија кои што учествуваат во самата работна група, се уште тие се во работна верзија. Очекувам деновиве да имаме конкретни информации за статусот на таквите предлози и согласно тоа подготвуваме денеска се направени првите координации со моите колеги кои што се одговорни за финанси, кои што се одговорни за човечките ресурси и така натаму, се со цел да ги видиме состојбите каде сме, што имаме на располагање и што може да очекуваме во наредниот период. Секогаш дека има потреба да се разговара со надлежното Министерство за финансии, со Министерството за информатичко општество и администрација, бидејќи тие се клучни министерства кои што во суштина даваат согласност за нови вработувања. Ние нашата ќе го направиме, ќе укажеме дека во суштина за да можеме нормално да функционираме, потребни се нови вработувања, но морам да кажам дека напоредно со новите вработувања на оваа институција потребно и се унапредување на постоечиот кадар, бидејќи имаме одредени состојби, односно на ревизори кои што неколку години поред чека да бидат унапредени во повисоко звање, кое што во суштина и тоа е едно од основните правила, доколку постигнете одредени резултати во своите работење по одреден период, да бидат унапредени во повисоко звање.
Во однос на измените на изборниот закон и улогата на ДЗР на контрола на политичките партии за време на избори, кои според вас се најдобрите решенија, бидејќи велите Државниот завод е оптоварен и со тие одредени активности што сега можеби ќе се прифатат со измените, каква е праксата во земјите од Европската унија? Кој врши ревизија на политичките партии? Видете, имате различни пракси. Јас денеска повторно разговарав со дел од советниците на главниот државен ревизор. Секоја земја на свој начин го уредува. Состојбата во Република Северна Македонија е таква во која што меѓународен фактор во суштина укажува доверба на Државниот завод за ревизија, да таквата ревизија или ревизија на работењето на политичките партии во процесот на изборната кампања и редовното работење во суштина го довери на Државниот завод за ревизија. На крајот на криштата, како институција, ние не можеме да избереме дали ќе го прифатиме или нема да го прифатиме, но тоа е во надлежност на собранието кој што е нас основач, кој што е надлежен орган во кој што известуваме, но доколку ни се основното барање, доколку ни се додела такви надлежности, во суштина нормално е да се обезбедат и соодветни човечки ресурси и финансиски средства како би можеле да одговориме на барањето, бидејќи согласно новите измени, односно измените кои што се припремаат во самиот изборен законник се дополнуваат со повеќе извештаи, каде што се припишуваат дополнителни обврски, каде што Државниот завод за ревизија има обврски во рок од 8 дена да ги ревидира тие извештаи. И сега замислете во зависност од бројот на политичките партии кои што ќе учествуваат во одреден изборен процес, колкав број на човечки ресурси ќе мора да се ангажираат за да се ревидираат тие финансиски извештаи. Дали во текот на вашиот 9-годишен мандат ќе се залагате Државниот завод, односно Државната ревизија да стане уставна категорија? Да добиете поголема независност, да бидете регулирани во уставот? Имаше такви идеи, мислам? Тоа не е сегашна идеја. Идејата за дефинирање на уставноста потекнува далеко од поодамна. Само да споменам дека јас во преходниот период 18 години работев во Државниот завод за ревизија и моите преходници во суштина се залагаа за таквата идеја. Јас ќе продолжам таа идеја и понатаму да Државниот завод за ревизија стане уставна категорија, што само ќе се потврди независноста. Впрочем, ние и онака имаме независноста, меѓутоа со вметнување во уставот во суштина се потврдува статусот на Државниот завод за ревизија како уставна категорија. Ќе успеете ли во овој кус период до крајот на годината да ги завршите задачите од програмата за 2019 во тој даден рок што си го имате поставено, или постои можност дел од задачите да навлезат во следната година? Јас сум оптимист и верувам дека сите зададени задачи кои што се поставени согласно годишна програма за работа за 2019 година да се завршат до крајот на годината. Впрочем, одредени активности кои што тоа се практикувало и преходниот период, кои што биле утврдени со годишна програма за работа за конкретен известувачки период, се префрлувале неколку дена првите 2 недели во наредната година и тоа е никаков проблем, мислам, не предизвикува никакви проблеми во однос на извршувањето на самата годишна програма и подготвувањето на самите ревизорски извештаи и сите останати работи. Според годишниот извештај на ревизија во 2018 година, јавното обвинителство добило 21 конечен извештај за кој оценето дека е сторен прекршок или кривично дело. Може би оваа бројка е малку поголема во однос на претходните години, но дали имате сознание за можна правна разврска? Значи, станува збор за 21 случаи. Колку ревизорските извештаи имаат импакт вистински да предизвикаат промена, да го детектираат криминалот, да бидат главен доказен материјал во една постапка? Јас мислам дека ревизорските извештаи представуваат добра основа за постапување на сите надлежни органи, не само на јавното обвинителство, согласно нашите прегледи кои што располага Државниот завод за ревизија во текот на 2018 година. Доставени се 4 ревизорски извештаи до Државната комисија за спречување на корупција, 2 извештаи до Министерството, 4 извештаи до Министерството за внатрешни работи и 2 извештаи до финансиска полиција. Се поставува прашањето за подигнување на нивото на соработка помеѓу надлежните органи. Мислам дека веќе во текот на саботата, каде што беше
прогласен ден од страна на надлежните органи за чистење на јавните површини, направив одредени координации со дел од надлежните органи, меѓутоа тоа беше незваничен разговор. Во текот на наредните денови ќе се потрудам да обезбедам координација и состаноци со сите инволвирани надлежни органи, во кои што ќе ги презентираме сите наши ревизорски извештаи, односно пропратни писма кои што се доставени до надлежните органи, ќе ги запознавам првите луѓе кои во периодот кога тие се доставени и секој ќе поборам повратни информации за она што е направено, но во исто време ќе поборам и нивно видување за тоа дали во суштина нашите ревизорски извештаи има потреба да препратат одредени измени во насока на тоа колку самите ревизорски извештаи се јасни и концизни за нив, се со цел да има крајен ефект, односно преземање на конкретни активности по самите ревизорски извештаи. Тоа е едно од прашањата дека ревизорските извештаи не се лесни за читање. И ние новинарите одиме на обуки на кои што учиме како да го прочитаме она што е скриено во ревизорскиот извештај. Имаше некоја идеја, например, јавното обвинителство да има посебно оделение што ќе ги чита ревизорските извештаи или посебни обвинители, конкретно, например, за јавното обвинителство, кои што ќе се обучат да ги читаат. Значи, наидувате на такви проблеми понекогаш дека може би тежината и начинот на кој што е напишан ревизорскиот извештај не е разбирлив за секого. Дека треба да се открие како е напишано. Не би се согласил дека во суштина имаме скриени работи во ревизорските извештаи. Но обичен граѓанин не може да ги прочита. Точно така. Меѓутоа треба да сватиме дека сепак ревизијата е професија која што во суштина се ја извршуваат ревизори сертифицирани со долгогодишно искуство. Наша работа и наша обврска е колку да се трудиме што можеме повеќе такво содржината на ревизорските извештаи да бидат напишани на јазик разбирлив и за обичниот граѓанин и разбирлив и за надлежните органи. Затоа и мојата заложба во наредниот период да разговараме со сите одговорни лица кај надлежните органи со цел да видиме кои се нивните барања и дали има потреба во делот на она што вели содржината на ревизорските извештаи, доколку има потреба одредени промени на содржината на ревизорските извештаи во услови кога се констатирани одредени неправилности, а заслужуваат да бидат доставени до надлежните органи, да видиме што е тоа што треба да го промениме. Значи, велам, секако активноста не е само едностранна, треба да видиме и нивните барања и мислам дека во таа насока ќе имаме плодна соработка и верувам во сите надлежни органи, бидејќи вако впечаток се добива дека ние само ги пресадуваме, а во суштина нема завршница по самите ревизорски извештаи. Колку институции има во земјава врз кои што вршите ревизија? Може би груба бројка? Според последните информации, бројката е над 1000 и нешто институции. Меѓутоа, во суштина, во делот на што значи начин на планирање на самата годишна програма, поаѓаме од материјалност, односно висината на средствата кои што тие располагаат, бројот на вработени, значењето на самите институции, она што значи обврзувачко согласно Законот за државна ревизија, каде што со Законот за државна ревизија имаме утврдено задолжителна ревизија на централниот буџет на Република Северна Македонија, на буџетот на Фондот за здравствено осигурување, на буџетот за Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, буџетот на Агенцијата за вработување и така натаму. И во суштина во последно време ја прифаќаме праксата дел од самата програма да биде офатена и со ревизија на успешност, каде што со тие ревизии во суштина успеваме да офатиме поголем број на субјекти во самата ревизија. Значи, колку што јас го читав законот, 3 вида на ревизија вршите: успешност, финансиска и ревизија на регуларност. Кога ги чешлате институциите, тоа се финансиски ревизија на регуларност, например конкретна институција кога се испитува? Во суштина самата ревизија кога да речеме од јавниот сектор, кога се предмет финансиските извештаи, во суштина тоа е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на согласеност, а другиот вид на ревизија е ревизија на успешност. Меѓутоа има и други видови на ревизија кои што во суштина не се дефинирани со Законот за државна ревизија, но тоа не значи дека не може да ги спроведува.
која ревидира државната ревизија? Не само во однос на финансиите, туку и во однос на професионалноста, стручноста на кадарот? Ние, реков, наш основач и ние имаме врска да реферираме пред Собранието на Република Северна Македонија. Собранието на Република Северна Македонија избира ревизорска куќа, комерцијална ревизорска куќа, која го ревидира работењето на Државниот завод за ревизија, подготвува ревизорски извештај и таквиот ревизорски извештај представува составен дел на годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија. ДКСК на 4 април минатата година против вас и уште еден државен ревизор поднесе приставка за судирни интереси. Проблемот во целата ситуација тогаш беше послучено што вие како државен ревизор сте правеле ревизии во државни институции, а потоа приватно сте спроведувале обуки за вработените во истите тие институции преку Сдруженијето на финансиски работници од Велес. Ова го цитирам, значи, представката од ДКСК, потоа значи е запрена таа постапка. Мало појаснување, бидејќи ова излезе во медиумите непосредно ден пред да се постигне консензус во Собраниската комисија. Па добро, јас тоа го објаснував и на мојот настап на телевизија Телма, мислам дека е веќе јасно. Не би сакал повторно да се навраќам на сето тоа. Во државата вршат едукација и други административни службеници. Тоа беше предмет отворен во 2004 година, кој што беше затворен во 2006 година со клаузула дека нема елементи за постапување. Меѓутоа што се случува понатаму, вие многу подобро знаете од самиот мене. За крај, важите за една досега од најнетранспарентните институции. Планирате ли вие сега на чело на ДЗР тоа да го смените, например да одржувате редовни пресконференции со новинарите? Јас не би се согласил дека сме најнетранспарентна институција. Ако погледнете во обкружувањето и секаде во другите држави во светот, како Државен завод за ревизија, целокупното работење, сите ревизорски извештаи се поставени на веб страната на Државниот завод за ревизија по нивната конечност. Може би ќе се согласам со вас во делот на она што значи потребата од одржување на пресконференции за одредени ревизорски извештаи кои што значат интерес на државата, значат интерес за новинарите, значат интерес за граѓаните и тука се надевам дека сосема ќе биде подобрено начинот на информирање. Еве во тек за ваше информирање и пред неколку дена го кажав, се подготвува нова веб страна на Државниот завод за ревизија, каде што целиот начин на известување ќе биде далеку потранспарентен, далеку поотчетен и одговорен за сите вас, вклучувајќи ви вам новинарите. Ви благодарам што прифативте да дадете интервју за Медиумската информативна агенција. Благодарам и вам.